Една од темите кои што го врзува 1 октомври како старт на нов работен месец е и месецот, односно денот кој што се посветува како светски ден на вегетаријанците. Со Билјана Ристевска на оваа тема. Вегетаријанци можеби стана некој тренд, помодарство, знаеме така да го наричаме, но колку е тоа добро за нашето здравје? Знаеме ли вистински да се однесуваме како вегетаријанци? Дали ги внесуваме вистинските нутриенти кои што се потребни за нашиот организам? Добро утро официјално. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи утрово. Помодарство велиме, вегетаријанци, вегани и така натаму некои други поими, но што се вегетаријанците? Кои се вегетаријанците? Вака, вегетаријанци се луѓе кои што се декларираат како такви, оние кои што не конзумираат храна од животинско потекло, меѓутоа може да конзумираат риба, млеко и млечни производи. Оние што конзумираат млеко и млечни производи се лактовегетаријанци. Оние кои што не конзумираат се само вегетаријанци. Екстремна форма од сите се веганите, кои што пак не конзумираат ништо што е од животинско потекло, вклучувајќи го и медот, бидејќи го произведува пчелата. Веганите, и не се бањаат со конвенционална, не се тушираат со конвенционална козметика, сметајќи дека таа е третирана на животни. Тоа е веќе екстремизам од она сето правило кое што треба да биде испочитувано и практикувано во поглед на здравиот начин на исхрана. Добро, Билјана, со оглед и вашата комуникација со клиенти постојано, можеме ли во ова динамично секојдневие во кој што го живееме, предизвици од секаков тип кој што сме научени некако, еве и често слушаме од здравствените работници периодов, да, има настинки вируси, да, тоа е короната, веќе ни стана составен дел. Поминавме и таков еден голем предизвик. Во ред е да се чуваме така под стаклено звоно? Колку е тоа добро за нас и нашето здравје? Можеме така да се дочуваме? Секако дека во стаклено звоно не може да се дочуваме, од секаде демна, вирусите, бактериите. Ние, она единствено што треба да го направиме и што зависи директно од нас е да се храниме здраво, колку што можеме на ова поднебје и во ова време. Да внимаваме на физичката активност, која што треба да биде дел од секојдневието наше и секако на менталната активност. Сите тие три компоненти се оние кои што водат до добро здравје, посебно во фазата кога сакате или сте веќе вегетаријанец. Практично самото вегетаријанство е добробит за нашето тело, од причина што храната која што е од растително потекло изобилува со растителни влакна кои што се добри за дигестијата и го чуваат здрав нашиот микробиом, практично го чуваат здравието на нашето тело, не дозволуваат развој на микроорганизми патогени во нашето тело и во првенствено во дигестивниот систем и цревата. Понатаму заштитува таа храна, вегетаријанската, односно растителната храна, заштитува од многу заболувања, како што се кардиоваскуларните заболувања, како што е покачениот крвен притисок, дијабетот, понатаму гојазноста, односно дебелината и сите овие заштитни фактори кои што јас ги напоменувам се благодарение на исхраната која што била подолг временски период сведена на храна од растително потекло. Меѓутоа морам да напоменам дека вие не може да станете вегетаријанец преку ноќ, дека не може, ви текнало во текот на животот дека од утре не конзумирам храна од животинско потекло, јас сум вегетаријанец. Не, треба тоа да оди постепено, чекор по чекор, да се откажувате од храната од животинско потекло доколку сакате да бидете вегетаријанец. Ризикот, односно предизвикот кој е кога сте вегетаријанец, како што напоменавте вие претходно, многу често знае да се случи, превзема некој иницијатива да стане вегетаријанец, меѓутоа не внимава дали ги внесува сите макро и микронутриенти, односно фитонутриенти во своето тело. Не е вегетаријанец само да конзумирате зелка, морков, цвекло и печурки, не е вегетаријанец да гладувате и да внесувате само овошје во текот на едно деноноќе. Вегетаријанската исхрана бара комплетна промена на стилот и начинот на живот, понатаму бара добар баланс на макро и микронутриенти во нашиот организам и контрола. Сето тоа треба да биде под строга контрола додека го почнете тој процес и промена во вашиот живот. Каде најчесто грешат?
Кој витамин најчесто недостасува од она како што велите од незнаење Така. во изборот на намирници? Најчесто вегетаријанците се соочуваат со дефицит на витамин B12, кој што морам да бидам искрена, 99% го влечеме од храната од животинско потекло, а понатаму знаат да бидат анемични, се појави анемија, односно да имаме дефицит на железо, дефицит на цинк и со самото понекогаш и на D-витамин. Меѓутоа несвесно влегуваме во тој круг и се освестуваме токму тогаш кога ќе се појави, не дај Боже, проблем. Како тоа да не се случува? Така, Што треба да се конзумира? Треба да се конзумира храна која што ги содржи овие витамини, практично минерали, како што е железото. Во многу храна од растително потекло има железо, меѓутоа тоа не се врзува онака како што се врзува од храната од животинско потекло во нашиот организам или поспоро се врзува. И затоа треба, например, нели, и кога конзумираме храна која што има железо, секогаш мора да ја комбинираме во комбинација со храна која што содржи С витамин. Например, леќето и гравот имаат железо, треба да се испие една чаша лимон со истите, или пред или по, за да нели по голема процентуална застапеност на врзување на железо имаме од истите, затоа што тоа е растителен извор на железо. Сега доколку вие сте свесни и совесни, доколку се консултирате со стручно лице, секако дека ќе има дополнителна суплементација од овие витамини, доколку сте решиле да бидете вегетаријанец, секако дека ќе треба да земате и B12 во вашата, нели, витамин B12 во вашата исхрана. Цинкот исто така, протеините може да, нели, да се намалат при внес на храна од растително потекло само, и затоа треба да се конзумираат мешунки со семиња и со јатки, за да ги внесеме, нели, и протеинскиот баланс во нашето тело да биде онака како што треба и практично, нели, вие кога ќе станете вегетаријанец, претпоставувам тоа го превземате заради тоа што сакате да бидете поздрави, а не дај Боже да се јави некој здравствен проблем. Да биде спротивниот ефект. Точно. Се почесто, нели, луѓето, дали е тоа, нели, заради, нели, помодарство, дали е тоа, нели, некој тренд, се одлучуваат, нели, велат, јас не јадам, не конзумирам леко млечни производи, не конзумирам месо, јајца, меѓутоа верувајте дека се лишувате од добар извор на хранливи материи и моја препорака и молба до сите да се консултираат доколку веќе превземат ваков чекор со стручно лице, нели, тоа нека е нутриционист, диетолог, значи што е да, меѓутоа да се консултираат пред да го направат првиот чекор, посебно кај дечињата. Имам јас многу млади родители кои што велат на детето не му давам да конзумира месо, нели, од причина што јас сум веган или вегетаријанец. Јас секогаш ги замолувам, ве молам, значи послушајте ги советите, тоа е дете во раст и развој, не дека нема да опстане да преживее доколку не конзумира месо и млечни производи, посебно, нели, млечни производи, меѓутоа пак ќе напоменам, тоа мора да биде под строг надзор. Иако сме сведоци на храната од животинско потекло, со каков квалитет, нели, и колку е безбедна овде на ова поднебје, па и, нели, пошироко. Може би треба изборот да биде секогаш домашното производство и малку повеќе да го поддржиме и од тие здравствени причини, дополнително домашното производство, нашите фарми и фармери кои што ги имаме и тоа како ги имаме, само треба малку повеќе да се распрашаме. Она што ми го задржа вашето внимание, често што го слушам, дека самите одлучуваат да станат вегетаријанци без да се консултираат. И често слушам, на мојата крвна група и одговара вегетаријанството, не одговара месо. Може така да генерализираме без разлика која крвна група е, сите луѓе не сме исто. Точно. Знаете како крвната група ја носиме од нашето раѓање до нашата смрт, таа е иста. Значи ако става позитив од раѓање до смрт. Меѓутоа параметрите кои што се, нели, во нашето тело, здравствената состојба, ние секако дека не ја носиме иста од дете, од раѓање до смрт. Заради тоа, значи, нели, еве, многу познато, нулта крвна група сака месо, велат. Не сака крвната група месо, нели? И секој нулта позитив што е, или нулта негатив, значи, не од сите тие луѓе сакаат месо, или крвна група не сака да е вегетаријанец. Значи, верувајте дека тоа, да, можеби, нели, има истражувања кои што говорат дека повеќе одговара храната од растително потекло на таа крвна група, меѓутоа не дека секако треба да се лиши од некоја хранлива намирница во текот на животот. Сите треба да си го следиме нашето тело чекор по чекор, хронолошки, нели, од раѓање, пубертет, адолесенција, возраста, доба и старост, и да видиме кога и во кој временски период што му недостасува
и тоа да биде вклучено во нашиот начин на исхрана. Практично има луѓе кои што во текот на животот се исхранувале вегетаријански, меѓутоа дошло доба каде што морале да земат храна од животинско потекло и земале храна од животинско потекло. Тоа не ги прави помалку вегетаријанци или помалку дека веруваат во тој начин на исхрана. Меѓутоа послушале стручно лице, експерт од областа, земали понатаму, можеби пак ќе престанат со конзумирање на месо. Како што напоменавте вие, месото по дефиниција хранлив намирник, намирник кој што содржи многу, нели, микро и макронутриенти кои што треба да биде на дневното меню, меѓутоа кое е месо? Месото кое што е третирано со антибиотици, со стероиди, за да порасте поголемо животното, да добиеме поголема количина на истото. Никако и во никој случај. Меѓутоа месото кое што е добиено во домашни услови, онаму кај што знаете вие со што е хрането тоа животно, значи веќе има резони зашто да биде исконзумирано доколку сте љубител на храна од животинско потекло. Јас имав прилика да запознам колешка од соседството која што работи на фарма за животни, нутрициониста колешката, и изработува мени за животните на фармата. Иначе тоа е на вистина и они добиваат и повеќе млеко со начинот на исхрана кој што ќе го даде на кравата, па таа ќе роди теле, па кој што теле има здраво месо кој што може да биде исконзумирано. Тука не напоменавме за рибата. Исто така е доколку конзумираат вегетаријанците риба. Има дел од истите конзумираат, дел не. Рибата треба да биде застапена на менито заради тоа што во храната од растително потекло имаме помалку или оскудна со омега-3 масните киселини како ЕПА и ДХ. Значи мора да се направи сериозен пристап доколку сакате да станете вегетаријанец, да се консултирате, да истражите, меѓутоа да истражите од извори кои што се релевантни, кои што се со висок импакт фактори, позади кои што стоат научни истражувања, не да истражите на обичните интернет сајтови каде што му текнало на било кој да си напише нешто или искуство негово. Јас јадев 10 дена спанаќ па преживеав. Работава не е тоа. Не, сериозно, тоа што има и такви. Пробајте прво, вели 10 дена конзумирате еден тип на храна, па потоа тоа се навистина информации кои што и треба да бидат симнати од тие платформи и не треба воопшто да ниту да се послушаат. Слушајте стручни лица кои што долги години се занимаваат со таа наука, кои што имаат искуство од областа и кои што на крајот од денот преземаат одговорност за вашиот начин на исхрана. Благодарам, Билјана. Благодарам за разговорот. Благодарам вам.